Не, ако навистина последната реченица што ја кажа колегата дека тој се согласува да одиме на предвремени парламентарни избори сега и веднаш, хајде, се симнеме долу во пленарната сала, гласаме и се распуштаме. Од утре имаме предвремени парламентарни избори. Сега, тука околу режимот, малку колега не можев, дали преводот не знам, околу режимот не можев да ве сватам, зашто пак вие нели сте континуирано 12 години на власт, част сте со нас, част сте со Социјалдемократскиот сојуз, но како и да е, нешто говоревте за кругови, да, знаете, Данте има многу една добра, мислам, добро дело, пеколот со 9 круга, и ние го живееме 9-тиот круг со ова постава, така да може да одиме вака со, еве, ако се сложувате, да изгласаме предвремени парламентарни избори, па и председателски избори, нема проблем, и така не гледам нешто одводно, некакво си придвижување напред за државата. А инаку тоа што говорите за законот, искрено малку ми бевте хаотичен, па нешто спомнавте. 2 неработни дена, морам да ве предупредам, до вас седи колешка која што просто ми е неверојатно како веднаш не изреагира да ви каже дека ние сме секуларна држава, што и сме, но кога јас говорам за некои верски прашања, таа знае да каже дека ние, да ме предупреди, не баре ја не знам дека со уста сме секуларна држава и дека сме одвоени верата од политиката, ама еве вас не ве предупреди. Видете, како да ви кажам, прашањата што ги поставив, па да, многу се радува за признавањето на автокефалноста од Српската православна црква пред неколку дена, токму вашите представници на коалицијата во која што припаѓате, драга и почитувана колешки. Па не гледам, само не реагирате така да. Видете, да фрлате, ви може со условно се јавите на говор, на реплики, тука сме. Видете, колеги, велите да не ја мешаме политиката, ние сме политичари и од нашите одлуки и од нашите закони да страдаат или добиваат бенефит граѓаните. Јас се обидов да го објаснам законското решение кое што се обидувате да го донесете. И најголема вистина имате во тоа што кажавте, вие џабе ќе се изборите, ние сме 61, ќе си го изгласаме, ќе си одиме дома. Не ни интересира дека има штета од ова законско решение. Да, знам дека не ви интересира. Поединечно за судиите, никогаш не велиме дека се такви, напротив, има многу честни и многу суди и многу честни обвинители. Американската амбасадорка кажа дека има 8% доверба во правосудството и меѓународни релевантни истражувачки куќи кои што кажуваат дека ние како држава, Република Македонија, сме на дното по борба со корупција, иако формиравте во овој парламентарен состав и некаква си квази тело за борба со корупција која што се здружи со корупцијата и најголем престиж, најголем успех беше запленување на путер. И има многу работи во ова законско решение, почитуван колега, еве ги спомнавте судиите, не ми дадовте одговор на прашањето што е со овие, еве да кажеме, отворено е прашањето. И јас очекувам во репликата, јас кажав, може би грешиме. Може би сме направиле некаква погрешна анализа, ама не добив одговор, еве најбаналното. Што подразбирате под креативно уметнички забавни дејности и дали тоа ќе значи дека во туристичките места нема да бидат во недело дозволени?
И се велите да, цела Република Македонија секој град е туристичко место, да. Се сложувам. И во мојот град доаѓаат туристи, но претпоставувам дека оваа држава има прво има дефиниција што е туристичко место. Да, имаме со планински туризам, имаме езерски туризам и така натаму, но има градови кои што не се опфатени со таа дефиниција и тоа се посебни законски решенија. Впрочем, прашете си го вашиот партиски колега Крешник Бектеши. Он е по телевизија, не можете да го симнете од телевизија за да кажува ова законско решение дека е добро, па кажува дека законот за трговија го предвидуваше ова недела неработен ден за туристичките места. Он го промовираше. Он го кажуваше тоа. И кажува дека нели 100% луѓето кои што ќе работат во недела треба да земаат дневница. Или не го следите, или не знам се, јас ли ќе ви објаснувам што зборува Крешник Бектеши по телевизија. Туку, знаете што? На почетокот на носењето на ова законско решение пред 6 месеци, ова и синдикатите го зборуваат и се незадоволни. Затоа што требаше и моловите да не работат. А сега гледате дека шопинг моловите работат. Во тоа првично законско решение во кое што и учествувале дел од здруженијата кои што ја поддржувале идејата за недела неработен ден. Учествувале во работната верзија на правењето на законското решение, сега се веќе против. И вие и јас знаеме дека кога се носи едно законско решение, тоа законско решение е најдобро да важи за сите граѓани или барем за сите граѓани, да многу мал дел да не бидат опфатени. Со ова законско решение над 50 дејности не се опфатени. Па каков е тој закон? Имено. Каков е тој закон? Јас кажав уште на почетокот и уште за време на дискусиите што пред една година сме ги имале за ова законско решение. Во претходното законско решение, во Законот за работни односи, си постоеше член дека работникот мора да одмара еден ден во неделата. Се разбира. Тоа е ирелевантно и да го зборуваме, се разбира. Инспекциите требало да бидат на терен, не биле на терен. Чива е таа вина? И ви се молам, не знам зашто го спомнавте тоа законско решение кое што патем кажано и вие сте го гласале, вие може би не лично вие, ваши партиски колеги, другари кога биле со нас во коалиција. Не бегам од фактот дека се носело во минатото и лоши законски решенија. Впрочем, затоа сме опозиција. Ние. Вие не. Да, па то кажувам дека вистината ја кажавте каде што е силата и моќта на бројките, рациото и аргументацијата не важи. Џабе вие зборите и 4 сати, и 5 сати, и 4 сати и 5 сати, ние долу ќе си слеземе, ќе си го изгласаме решението и многу ни е гајле за граѓаните, ама гајле ни е за судиите и гајле ни е за јавните обвинители, а па најгајле ни е кога ќе дојдат на седницата за не знам која точка е дневен ред само, платите на судиите на јавните обвинители. За тоа нема проблем. Така да, колега, ќе завршам тука со репликата. Ова не беше ни некоја реплика, едноставно се сложив со вас дека може да одиме на предвремени парламентарни избори. Да, нека бидат и парламентарни и председателски, нема проблем. Само да падне оваа власт, и да имаме, да се ослободат граѓаните, да се ослободат институциите и да носиме конечно добри и прифатливи законски решенија. Благодарам.